Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на Заспи, ако можеш, со Драган Милосавлjević и Горан Момировски. По вчерашната емисија, веројатно една од најтешките кои што сме ги имале досега во смисол на емотивност. Вечерва повторно имаме една дама за наше големо задоволство, верувам и ваше, пратеничката Велика Серафимова Стојковска. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Да. Пратенички... Прво да кажам, Драган, дека денеска имаме мал инцидент со полата на колегата Драган Милосавлjević. Ладата се расипа, фамозната лада, но не ова таа лада нива, ова е лада... Добро, ако гледа мојата сопруга, имаме право да се ако гледа мојата сметка. сопруга, ќе рече супер, ти се расипа колата пред емисија. Да се надеваме дека ќе поминеме добро. Пратенички, се случува многу работи, се случуваат и многу теми имаме. Вие се разбира сте експерт за култура и во тој дел најмногу ќе се движиме. Меѓутоа некои работи не можат да се премолчат. Денеска министерката за одбрана Славјанка Петровска. Да, Славјанка Петровска се разбира, даде една изјава, интервју, не ме факете за збор, во кое што практично, и тоа го протолкува повеќе луѓе, како еден вид закана, доколку не ги направиме уставните измени, може да дојде до безбедносни ризици. Како може да дојде до безбедносни ризици во држава која што веќе неколку години е членка на НАТО? Само заради уставни измени кои што се однесуваат на бугарското малцинство. Како би го коментирала ова повеќе, како можеме да заклучиме дека се повторува реториката од 2017 година. Само да бидам прецизен. Вели, може да бидеме малициозно искористени, веројатно тоа се однесува од некој поголем фактор од нас, интеграцијата на земјата во ЕУ е безбедносно прашање. Како тоа европската интеграција е безбедносно прашање? Може да биде економско, претпоставувам, демократско, повеќе други начела може да бидат офатени, но безбедносно прашање. Видете, вурдингот на оваа влада сега во последниве неколку недели особено многу е нејасен. И ние постојано гледаме вакви чудни изјави и небулозни изјави. Значи, јас не знам каков безбедносен ризик има кога сме членка на НАТО. Во исто време и Бојар Османи... Зошто би имале безбедносен ризик, нели? Затоа го сменивме името. Тоа беше убедувањето да го смениме името за да бидеме безбедни, за да влеземе во НАТО. И сега повторно вакви некои условно кажано закани. Ова изјава е на фонот на онаа што ја даде Бојар Османи пред неколку месеци чином. Но јас не знам кој верува веќе на министерката за одбрана и на Бојар Османи на никој. Мислам оваа влада веќе никој не верува, ни народ, ни никој. Можат што сакаат да зборат. Не им веруваат. Ако смеам да забележам, Славјанка Петровска си има други сериозни проблеми во нејзиното Министерство за одбрана, пред се од корупцијска природа, и таа е свесна дека наскоро за неа ќе има сериозни индиции за сериозен криминал, и ми се чини дека сега се обидува да се представи како некаква жртва во најава. Би било добро министерката за одбрана да каже јавно на што се однесуваат тие безбедносни ризици, дали се однесува на опасноста дека можеби албанското малцинство, доколку не влезе во Европската унија, да почне преговори, ќе започне некакви, не знам, бунтови. Тоа е прашање до министерката. Мислите дека, пратенички, дека убаво рековте, се согласувам дека веќе никој не верува на оваа влада, но мислите дека Петровска би можела заедно со другите членови на владата да испровоцира тензии за да го оправдаат овој страф или овие закани? Во моментов, јас не знам дали е што им е приоритет. Дали им е приоритет да го смениме, значи уставот и сите тоа што го бара за да влеземе во Европска унија и да ги продолжиме евроинтеграцијските процеси од една страна, или пак им е приоритет да дефокусира за да им помине криминалот што се прави со Бехтел и Енка. И затоа мислам дека во овој период ние ќе имаме многу вакви изјави кои што ќе дефокусираат, ќе одвлекуваат внимание од ова или од она, бидејќи многу голем криминал е во прашање, тој криминал треба да не се гледа толку многу, да не биде толку видлив. Значи затоа можеби претпоставувам дека ќе има вакви изјави кои што ќе дефокусираат јавност и кои ќе го носат гледиштето на граѓаните во друга насока, но тоа е уште еден вид на можеби специјална војна која што ја водат
Кој што власта ја води. Кој што власта ја води против своето население, не, ова е власта се ја води против своето население, да го втурне народот уште во поголема психоза. И ние веќе сме во една психички, значи ние сме постојано под некој притисок дека од економски, енергетски, вакви кризи, такви кризи, безбедносни во смисла на ова што се случува во Србија, значи се плашат луѓе за деца, се плашиме за се се плашиме во ваква една ситуација, уште дополнителни вакви изјави дека имаме безбедностен ризик, мислам дека само ќе направи што дополнителен притисок врз граѓаните и дефокус. За да се случи тоа што се случува во моментов во собранието, тоа е кражбата на Да, ќе се навратиме на тоа подоцна. Оно што мене ми иритира кај ваквите изјави, имаше пред неколку дена Сарацин, германскиот специјален пратеник за Балканот, имаше една изјава која што подоцна откако медиумите реагираа дека тој се заканува со безбедносни ризици и некаква слична изјава, тој подоцна вечерта негираше, демантираше, но власта постојано го прави ова. И сега повторно ќе се навратам. За мене ова е навреда, знаете зошто? Тоа што власта, ова што го зборува Петровска, единствена логика има дека албанците во Македонија ќе се кренат, дека сакаат заедно со Албанија да влезат во Европската унија и дека тие ќе се бунтуваат против македонците. Друга логика јас навистина не гледам. Не, но тоа никој не го кажува јасно и гласно. Една работа е тоа. Втора работа е таа вели се кира дека албанците нели ќе се бунтуваат на некој начин, а не размислува дека македонците кои што се понижени, навредени, да не употребам полоши зборови, дека тие ќе молчат доколку упорно врз нив се врши секаква видна тортура, па и ваква закана со нели некакви безбедносни сценарија кои што можат државата да однесат, знаеме каде. Федерализација и така натаму. За жал на македонските граѓани, оваа влада во изминативе 6 години, а особено во изминативе 4, покажа дека најмалку се грижи за македонците, за етничките македонци, да збориме. Бидејќи се што прави, значи прави во интерес на некој друг, освен на македонците. Ако гледаме и сите договори претходни, и ова што се случува сега, и овој притисок сега, ние не знаеме зашто ќе биде сега, одеднаш веќе не е само да се внесат бугарите во уставот, одеднаш ќе ги излегуваат други барања, да се промени уставот. Што ќе остане на крајот тој устав и што ќе остане за македонците кои што се конститутивни и кои што се мнозинство во оваа држава? Ние една матична држава имаме, немаме друга матична држава. А во исто време беа одбиени барањата на ВМРО ДПМН за хрватски модел на промена на уставот, кај што македонците... Да, затоа што таму се наведува многу јасно македонскиот народ. А сега ние ќе станеме дел од етничките заедници што ќе живеат. Натака сака да ја водат водата. За промените на уставот. Јас не мислам тоа дека нема да се случи, барем сега нема да се случи сигурно, но овој вординг и сите овие работи што ги прават водат натаму, да. Морам да прашам, Фатмир Бетичи имаше денеска една изјава која што ја кажа како да е негов став, меѓутоа целта беше да се наметне пред македонската јавност дека всушност сега не знам дали на вас мисли, на пратениците на ВМРО ДПМН, дека ќе гласате сепак за промени на уставот со 80 пратеници, дека има веќе 80 пратеници. Многу наивна изјава на Фатмир Бетичи, морам да признам, за мен смешно, но како го толкувате тоа што излегува човек вице-премиер за економија, не знам дали некаква функција подпредседател во СДСМ, не знам точно, и вели, не, ние имаме 80 пратеници, кога тоа ќе се види или нема да се види. Тоа најпрво не е апсолутно не е точно. Ние неколку пати и повикавме и ве ставете ја точката на дневен ред, дајте да се преброиме, да видиме тоа кај сме што се, меѓутоа ниту никој ја става точката на дневен ред, ниту пак никој разговара со пратеници од опозиција од ВМРО ДПМН. Тоа се пусти жилби, дека не знам, можеби оваа влада можеби мисли дека ако го каже тоа што го посакува, дека ќе се оствари, дека сите им веруваат, ама веќе никој не им верува. Морам да ве прашам. Така да и ова за 80 пратеници верувам дека веќе никој не им верува. Но морам да ве прашам, во секој случај Артан Груби еднаш рече нема кривични пријави за пратениците, но имаме ние други методи. Тоа го повторувам неколку пати, многу индикативно. го кажа тоа, го кажа, сите го забележавме на тоа. Вице-премиерот Маречич рече дека сега ќе дојдат странците ќе ви убедуваат. Ме интересира како влијаат на вас лично и на колегите пратениците од ВМРО ДПМН овие закани, пораки, ќе дојдат овие, ќе дојдат оние, ќе ве притискаат. Може ли да влијае кај вас? Никако. Буквално никако. Слободно мислам, нека дојдат, нека разговараат. Имам чиста совест апсолутно и јас и верувам и сите мои колеги. Овие изјави делуваат смешно.
знаете, кога имате едно тело, како што сме ние, па пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во моментов, кој што е во целосна кохезија, кој што знае што сака, знаеме каде одиме, знаеме која ни е целта и знаеме што не сакаме да се случи на оваа држава, тука сите закани се залудни. Мене тие изјави ми се смешни. Па и на поголем дел Буквално од смешни. побед. Кој демократски? Што кои алатки ќе ги Не велиме дека се демократски, не знаеме. За промена на уставот беа не демократски. Беа Така, за промена на името беа доста не демократски. Затоа велам дека се случуваат интересни работи, особено кога емисијата оди во живо, ние уживаме кога е во живо. Инаку, последната информација, јас не сум сигурен дали е токму од сега, меѓутоа тоа е на ТВ Клан Македонија. Тројца пратеници во собранието, Изет Меджити, Мерита Коџаџику и Кастриот Реџепи, дел од фракцијата на ДУИ, иницира уставни измени во однос на бугарското прашање, но и за отстранување на ограничувањето од 20% во однос на употребата на албанскиот јазик. И ТВ Клан пишува предлогот до Комисијата за уставни измени при Министерството за правда, кој го носи подписот на тројцата пратеници, го поднесе подпредседателот на форумот на млади на Демократската унија за интеграција, Јетмир Асани, заедно со група млади луѓе. Добро, нивно е да поднесат, понатаму ќе видиме што ќе се случи. Ние сме поднесувале многу иницијативи кои што за жал не го виделе светлото на пленарна седница. Многу ми не забораваат како всушност функционира и собранието и колку сите тие работи се компликувани. Јас само уште еднаш би се вратил на првиот дел од нашиот разговор, бидејќи Горан го спомна господинот Сарацин, тој е оној германски представник за Западниот Балкан, потоа Славјанка Петровска, министерката за одбрана, и Ерол Ризаов, кој што е еден проминентен новинар несомнено, меѓутоа исто така еден од оние кои што апла ја поддржуваат актуелната политичка гарнитура на власт. Во една своја колумна на Deutsche Welle објаснува зашто треба да влезат бугарите во уставот, да не бидеме, вели, толку прости како нив е уставно се кажано, кога тие веќе се агресивни и секакви, не мора и ние да бидеме, да се обидуваме да направиме некаков отпор на истиот начин како што тие ни прават на нас, туку да бидеме демократски и така натаму. Меѓутоа заклучокот на целата колумна беше на мене интересен, вели дека според пооптимистичката прогноза Македонија, доколку него смени уставот не влезе во подлабоко во процесот на европските интеграции, ќе се претвори во еден голем пензионерски дом, во кој старците на својата предпоследна станица од животот чекаат од белиот свет да им се јават децата и внуците на мобилен, но полошата проценка е дека во случај сите комши да станат членки на ЕУ, а Македонија да испушти таа шанса, распаѓањето и поделбата на државата биле трагична реалност. Ова е повторно на истиот фонд. Јас мислам дека распаѓањето на државата ќе биде реалност ако остане оваа власт, оваа гарнитура политичка на власт. Тогаш е неизбежно, да. Затоа мора да се тргнете, затоа мора да паднете. Ова што го зборуваат, значи, јас имам буквално како флешбекови од пред 3 години, 4, и сега се истата реторика. Кој ќе станеме пензионерски дом, па тие беа тие кога оставаа кондори 2016 пред владата дека се иселиле. 600.000 луѓе, колку беше? Да, па сега се смени името за да не се иселуваат и сега ние овие 4 години имаме уште поголемо иселување. Мислам, апсурдно, небулозни се оправдувањата и начините на кои што се обидуваат да ги убедат и нас, пратениците, и граѓаните дека промена на устав е неизбежна и дека мора да се случи за да продолжиме по евроинтегративниот пат. Меѓутоа јас и многу колеги мои и многу експерти го поставуваат истото прашање. Ова нема да биде последен чекор од бугарска страна. Ние сите го знаеме тоа. Значи, колку амандмани се поднесени сега во моментов во Брисел на европскиот извештај од бугарска страна. 320, колку бе? Значи, амандмани во кои што внесувањето на бугарите во устав е најмал проблем за тие амандмани тие што барат. Но она што тоа мене ме иритира. Тоа е најава што ќе се случи понатаму. Значи, самото тоа е најава дека ние можеме да го отвориме уставот, не можеме да се избришеме како македонци во уставот. Бугарија повторно ќе има некои барања што нас ќе не спречува да влезаме нели во Европската унија како што Оно што ме иритира мене, и тоа ужасно ме иритира во целиот овој пристап. Сакаме да влеземе во Европската унија. Вие како партија сакате да влезете. Тоа се подразбира. Меѓутоа идејата, пораката до граѓаните дека доколку не влеземе во одреден рок и не ги завршиме тие барања уставни измени, не знам што, на државата се заканува распаѓање, поделба или не знам што. Македонија како држава
И Со целата желба и љубов кон Европска унија не може незиното опстојување да зависи од тоа дали ќе влезе во некој блок или не. И сега може да ве вратам назад на изјавата на Маричич од пред неколку дена кога рече дека опозицијата е таа што се е страв кај граѓаните. Одлична изјава беше тоа на Маричич, да. Колку е абсурдно тоа. Тоа беше одлична изјава. Еве, значи денеска правиме ретроспектива на изјавата на Петровска, на Ерол, значи сите каде што има безбедносни закани. А Маричич вели не опозицијата го плаши народот. Како го плаши опозицијата народот? Одлично прашање. Кој е тој што вели дека и шири страв меѓу народот, дека ќе има безбедности последици ако не се отвори уставот? Да го прашаме Маричич. И уште една тема што дојде вечерва многу интересна, Алсат го спомена претходно Фатимир Битиги на друга тема. Вели СДСМ е спремен за решавање на статусот на поранешната УЧК. Ова е нешто ново. До сега не беше во игра. Гласа против законот за бранителите од 2001 година. Да, пошто Стојанче Ангелов се закани ќе напушти владата. Да, па владата, сега нешто ќе се премислуваат, да. па ќе го даваат и ќе даваат неговата иницијатива. Истиот закон го поднесовме ние и СДСМ и Дуи гласа против. Ајде, Дуи се очекуваше да гласа против, но зашто СДСМ гласаше против, тоа никој не го разбра. Не ви кажуваат колегите? Не, но ние знаеме дека во моментов, како го нарече мојот колега Мицевски во вашето гостување премиерот, подизведувач. Подизведувач на работите, да. Да. Значи, и сега гласа против, да води државата, не. Гласа против законот за бранителите, а вечерва подпредседателот на владата за економски прашања вели СДСМ е подготвен да го реши статусот на поранешната ОВК преку програма каде двете страни учеснички во конфликт од 2001 година ќе бидат подеднакво третирани. Изјави подпредседателот на социјалдемократите Фатимир Битиги, значи бил подпредседател на СДСМ, се извинувам. Се вели уште една многу интересна работа што мене ми е вака на игра. Тој ги отфрли тврдењата на албанските политички партии дека СДСМ е против решение, но нагласи дека ниту Дуи, ниту која била друга партија не понудиле никаков предлог за решение. Ова е понуда, не, ова е сега за членовите на ОВК, на ОНА. Да. Значи ова е сега понуда од СДСМ, дајте закон за да ви го гласаме. А Стојанче Ангелов и бранителите и тој закон што го предложи ВМРО ДПМН нема што го поддржа ВМРО ДПМН. Ние го предложивме, ние повторно го предложивме, истиот го предложивме. Го предложивте и тие го отфрли. Го отфрли. Ја не знам се ќе се изедначат бранителите и членовите на ОВК во Македонија. Тоа беше барање на представниците на ОВК, кога Стојанче Ангелов најави дека добил поддршка од Али Ахмети и од Ковачевски за обештетување на бранителите. Бидејќи се закани дека ќе напушти коалицијата. Да. А потоа веднаш тие реагира и рекла ако им дадете пари на бранителите или што и да е, и ние го бараме истото. Стојанче Ангелов не напушти владата, ако сум пропуштил нешто денес. Не. Нешто пошто. Рече дека е задоволен од најавата на Ахмети дека ќе поддржи. Но за возврат треба да даваме пензии на луѓето што 2001 година ја нападна Македонија. Интересни ситуации, мора да се признае, меѓутоа ајде Технички мора да е многу интересно во собранието. Како да кажам, во собранието ви е навистина забавно. Што правиме со тие? ние, значи ја само исто гледате го дефокусот. Додека нас не се иселуваат младите, додека заменуваат 650 млади пред некој ден во Хрватска на сезонска работа, додека ни се распега здравствениот систем, додека децата во училиштата се уште нема добиени учебници за оваа година, помина годината, ние се занимаваме сега со обештетување на војниците на ОНА. Ако е тоа приоритет на оваа влада, не знам што да кажам. Па еве, ова е покана од СДСМ до Дуи, дајте закон да ви го гласам. Јас така го разбирам, можеби малку се карикирам, ама суштината е таа. Никој не понудил Вели Битичи, подпредседател на СДСМ, сигурно се консултира со Ковачевски. Цистична фиброза се уште немаат ликови добија. Да, и многу други заболени со ретки болести. Добро, многу теми има дневни да речам, што не ги планиравме да ги разговараме денеска, не можеме да постигнеме. Но ме интересира што е со оние пратеници на СДСМ, тројца, нема да ги именувам сега, кои што најавуваат дека нема да гласаат за уставни промени за Бугарија. Имате ли такви информации? Значи, тоа што го читам и јас од медиумите, и тоа што сите го читам од медиумите, дека има такви некои најави, јас верувам дека и во пратеничката група на СДСМ има луѓе кои што се умни, кои што се разумни, кои што знаат дека утре треба да ги погледнат своите семејства, соседи, соработници во очи и да кажат кој зошто и како гласал. И верувам дека кај нив ќе проработи совеста да знаат што прават.
и да знаат дека не треба да се гласа за ниту за измена, ниту за отварање на устав. Не знам кои се, не знам, се надевам дека ќе бидат и мињата се знаат, но да не им правиме проблеми. Се надевам дека ќе бидат и поголем број, меѓутоа знаете како, навистина е тажно да ги гледате колегите од другата страна во моментов, бидејќи еве втора недела веќе расправата за законите за коридорите, односно за договорот со Бехтел и за коридорите 8 и 10, и ние се уште, значи, не видовме, не слушнавме ниту еден представник од пратениците од власта, од мнозинството да излезе на говори да го брани законот. Како не да ги брани законите, пакетот на закони. Така нема ниту еден говорник. Значи од време на време некој се јавува на реплика од нив, репликите им се напишани, унифицирани, сите истото го кажуваат, па дури пред неколку дена имавме ситуација во која што не може ни да го прочитаат тоа што е напишано погрешно го прочита. Нема што да се брани и затоа никој не го брани. И сега навистина не им е лесно. Не е убаво да си во нивна кожа. А слушаат факти и тие факти ги болат. И верувам дека ги болат. Многу интересно што од ДУИ има само 20 пратеници кои што се присутни овие 10 денови. Што е многу добра остапка. Кога излезе криминалот на виделина за една година, не се присутни, дури од сега само се можеби 10 на колешки претежно кои што истите тие седат и слушаат и се јавуваат само на реплики кои што Ушешка да ве прашам, не излегува да речат добар е овој закон? Не, никој до сега не излезе, ниту еден говорник немаше, значи пријавен за говор ниту еден немаше кој што ќе каже и ќе рече ама видете ова е добро, од време на време излегува министерот или заменик министерот кој што мора да биде присутен на седницата бидејќи се предлагачи, се обидуваат нешто да одбранат, се обидуваат нешто да објаснат, меѓутоа мислам дека веќе на сите ме јасно дека тоа е необјаснливо. Уште една необјаснива работа, да не извини малку ја по прашање, ама спровоциран сум денеска, слушнаме дека министерот за надворешни работи Бујар Османи, всушност ова е во контекст на тоа што рековте преска која води владата. Ковачевски во Реќјавик рече дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија окупаторски, нели, кон агресија кон Украина, и денеска Османи го бранел Ковачевски и рекол дека всушност тој не мислел на Бугарија како држава, како влада, туку на одредени политичари. Убаво видовме дека Ковачевски рече Бугарија. Па не се синхронизирани. Ама ова е далеко од синхронизација. Се повеќе се гледаат такви различни изјави дека се даваат. Не е прв пат ова, неколку пати се даваат различни изјави. Но знаете како, ова е скандал од невидни размери во држава каде што се живее нормална политика, нормални изјави. Овде премиерот дава изјава, внимавајте, на Советна Европа, каде што беше собран половина свет, да речам, дава изјава дека Бугарија, нели, кон Македонија како Русија, Украина, и сега министерот не вели премиерот, практично вели премиерот не знае што збори. Видете, јас тука не би кажала, можеби тој личното чувство на Бујар Османи, бидејќи за Бујар Османи, но бугарските медиуми убаво пренесува. Не, верувам дека Бујар Османи го кажал тоа, меѓутоа тој сака да ја ублажи изјавата на Ковачевски, а тоа го прави чисто од причина бидејќи верувам, значи убедена сум во тоа дека за Бујар Османи барањата на Бугарија не се страшни. Зошто? Бидејќи не допираат ништо што се однесува на албанската историја, албанската култура, албанскиот јазик. Но пратеничке, вие се обидувате да амортизирате. Да, и сега тој се обидува да го амортизира, да ја амортизира таа изјава. Некој дете, некој човек со пречки во развој, некој човек кој што има проблеми сериозни, вие не може да амортизирате изјава на премиер, се вака делува. Може. Но може, па. Повторно ќе речам. Како рече Али Ахмети, како до сега. Како до сега не изјавате. Па самата таа слика, значи таа изјава како до сега кажува многу. Многу кажува која води државата. И како ја води државата. На кој начин, да. Го спомнавме Бехтел и Енка, се разбира, главната тема последниве месец и кусур. Скоро 2. Да, скоро 2. Меѓутоа, оној аспект што не сме го опфатиле, ќе биде одлично да го направиме тоа со вас, пратеничке, е делот поврзан со културното наследство кое што со археолошкото богатство што практично постои на нашата територија. Јас на факултетот свое време научев дека во Македонија е речиси известно дека кај да ископате ќе пронајдете нешто. Едноставно овде крај илјадници години се наталожиле во кои што има цивилизации, тоа е речиси известна работа. И сега
владата нели се повлече од делот од оние закони за археолошкото богатство кое што постои во земјата, меѓутоа и покрај тоа повлекување некако работите останаа ад акта. Никој не гарантираше дека кога ќе почне таа работа, тоа копање на километри и километри, и ако се удри на теоретски антички град на средновековна, не знам, куки, нешто, ќе се најде, не почувствувавме гаранција дека тоа веднаш ќе биде запрено, ќе дојдат луѓе кои што се занимаваат со таа работа, ќе направат експертиза, ќе повлечат, ќе земат се што треба и така натаму, туку некако остана да лебди целата работа. Се зафативме со другите закони и ова го заборавивме. Со законот за работни односи 72 часовна работна недела, кој што е исто така страшно. Јас го следам тоа, значи бидејќи предпоставив се даде тој првиот предлог на првиот пакет на 8 закони кои што беа подпишани од пратеници, таму меѓу другото имаше и измена во законот за заштита на културно наследство, но по реакцијата на Македонското археолошко друштво, ИКОМОС, значи имаше сериозна реакција, се повлече тој закон, но во овие сега нови 5 закони пакет кои што ни се дадени, има најава дека ќе биде засегнато и археолошкото наследство. Зошто? Затоа што во Законот за урбанистичко планирање, кој што нели е исто една многу интересен пример како се изместуваат работите, за да се убрза процесот на градба и се, таму во еден член се спомнува археолошки информации, зборот, значи, односно изразот археолошки информации и зборот на оѓалишта. А пак тој закон е многу поврзан со законот за градба, каде што исто така се препишува кои ќе бидат процедурите за добивање дозволи за градба, за добивање на сите тие работи, каде што гледаме дека со намера нели да се убрза процесот, затоа и европското знаме, многу рокови се скратени. И сега тука ако видите зошто таму се ставани зборовите археолошко наоѓалиште, односно археолошка информација и наоѓалиште. Тука е многу интересен. Точно коридорите каде што поминуваат, не е известно, сигурно е дека ќе се најде нешто. Сигурно ќе се најде нешто. Беа наведени 11 локации само од Тетово, од Гостивар до Охрид, практично, Букојчани, нели? Само на таа релација до Охрид, до Ќафас, ствари има 11 што сега се познати. Не збориме за непознатите. Значи ние имаме во Македонија, знаеме колку е богата, пребогата со археолошко наследство. Имаме заштитени недвижни објекти, недвижни добра, значи тоа се локалитети, и имаме евидентирани археолошки наследства, археолошко добро. Тоа е евидентирано, значи може да биде ископано, може и да не биде ископано, бидејќи како велиме во археологијата, значи смртта да го ископаш предметот, артефактот и да го оставиш. Треба да се веднаш да се конзервира, мора веднаш да се работи на конзервација. И затоа има и евидентирани археолошки наоѓалишта кои што се уште не се отворени. Сега, значи 17 кажани дека се заштитени се, кој знае колку не се евидентирани, а не се извадени. ВМРО кога во 2013 или 2014 година, во време на ВМРО ДПМН, во Управата за заштита на културно наследство се започна еден капитален проект, тоа е капитален проект веќе, за жал ги немаме тие веќе во државата, во културата, кој што беше изработка на подземен катастар, кој што ќе помогнеше многу, значи точно за лоцирање на културно наследство, за археолошко наследство. И тоа ќе помогнеше многу за градбена инфраструктура, за се точно ќе се сондираше, значи ќе се мапираше целата територија на Македонија каде се имаме археолошко наследство. За жал со смена на власта тој проект се сопре, едноставно не продолжи и не знам ни до каде. Но сега со ова, значи пластично да објасниме. Ние во моментов немаме траса. Значи, една од најголемите забелешки ние зашто зборуваме постојано во собрание, зашто се буниме е дека се гласа нешто на жими мајка. Значи, никој не знае што ќе биде. Имаме табла на која што вели пишува коридор 8, коридор 10 и толку. Не ја знаеме точно трасата. Кога ќе се почне со изработка на, значи со трасирање, сигурно ќе се најде на некој артефакт. Процедурата каква е? Според Закон за заштита на културно наследство, дека веднаш мора да се извести надлежната институција. Дали тоа ќе биде Национален конзерваторски центар, дали ќе биде Завод и музеј Битола или Завод и музеј Охрид. Значи, си има во секој регион, си има институции кои што веднаш доаѓаат, реагираат и треба веднаш да почнат со конзервација. И тука треба да запрат работите градежни.
Значи нема градење. Кога ќе се најде некој предмет се застанува додека не се утврди што е, како е, треба да се дислоцира, поголем објект е, помале артефакт е, значи тоа е процес кој што трае. И сега со законот за градба процедурата се крати на 7 дена. Не може за 7 дена тоа да се заврши сега. Во археологија 7 Во дена, тоа археологија не може да прави. не може се во 7 Попрашање се дена. години, веројатно. Прво. Второ, ние имаме ратификувана во 2005 конвенција Лавалита, тоа е Европска конвенција за заштита на археолошкото наследство, значи конкретно за оваа работа, каде што се вели дека при секоја инфраструктурна градба, значи при секој проект во државите кои што ја ратификувале, а цела Европа, тоа е Европска конвенција. Дел од нашето законодавство, да, не е значи тоа. тоа е дел од нашето, мора да се остави доволно време и простор да се заврши целиот процес археолошка заштита, значи од конзервација, од се што треба. Сега јас не сум археолог, меѓутоа до толку исчитав и знам како да тие работи, така да не може за 7 дена тоа да се направи. Сега практично тука што се случува? Тука има многу големи опасности. Тие од една страна велат не, ева ние го повлековме законот, нема да има измени во законот за заштита на културно наследство, меѓутоа од друга страна ги ставаат овие 3 збора, наоѓалиште и археолошки информации, како ќе институциите ќе им дадат археолошки информации. Тие информации прво 7 дена, значи додека се прати барањето до влада, бидејќи ова е проектот стратешки национален интерес. Значи владата треба, до владата треба да се испрати известувањето дека е најден артефакт. Владата треба да испрати допис до надлежна институција, дали тоа ќе биде управа за заштита, завод и музеи, Охрид, Битола, Скопје, значи како Кости, Вартитово, зависи. Владата треба да прати известување, па тие да одат на терен, археолозите, но претходно треба одлука за формирање на терен, на тим за терен, па тие одат на терен, па истражуваат, сондираат. Буџет да се обезбеди буџет. Значи тоа е процедура која што никако не може за 7 дена да се заврши. Може да претпоставиме. И сега мене ми е страв, искрено да ви кажам, ми е страв, дека може да се случи да се најде нешто. Не дека ќе се најде сигурно. Да се извести национален конзерваторски, например, Гостивар или Битола, Пелагонија, кај што ќе се гради, таму не може да не се најде сигурно ќе се најде нешто. И меѓутоа директорот може да рече не е важен тој артефакт, продолжете со копање. Тоа сакам да кажам. Може да претпоставиме дека, само ќе карикирам, го наоѓаме гробот на Александар Македонски, некаде во Пелагонија, меѓу Прилеп и Битола, и доаѓа некој од тие со 3 години средно школа што земаат по 5000 евра плата од инженерите, така наречени. Надзорот кој или од надзорот кој што не знаеме кој ќе биде надзор, треба да биде криминален избор на надзорот, нели? И тие луѓе во контакт со некој од владата ќе решат, нема никакво археолошко образование, дека таму нема ништо. Или дека тоа што ќе се најде не е толку важно. Да. Може и тоа да се случи. Да, нема никаква вредност. Може и тоа да се случи. Сега внимавајте, го кажав и одговорница тоа, значи таму меѓу другото трасата која што ќе поминува Пелагонија, Прилеп, Битола, значи таму е Хераклија, таму не може да не се најде нешто. А пак кај Струга од таму поминува Вија Игнација. Таму се маските најде некај требеништа, требеништа, маските, значи не може да не се најде, ќе се најде сигурно. И затоа ние баравме, и затоа се буниме против овој европски злоупотреба на европско знаме и сето, затоа што не може така, значи не може да се гради пат, особено низ тој регион, вака брзо, по секоја цена, со скратени постапки за се. Тоа е невозможно. Ние, значи, мора, во светот си има, ќе се најде локалитет, па ќе се дигне автопатот, па ќе се покрие, па ќе се ископа, ќе се конзервира, ќе се направи туристичка атракција, ќе се направи нешто. Не може ние како ќе го градат патот? Нема да чекаат, 7 дена помина, нема реакција, продолжете вие со булдозерите. Добро, што е со Отиде се. Што е со македонската стратегија за култура и за национално богатство? Таа би требало да игра нека улога, претпоставам. А нема, меѓу другото, значи затоа и како да ви кажам, нема компас ништо во оваа влада, никој нема компас, никој не знае каде оди. Ние немаме стратегија за култура, немаме стратегија за заштита на културно наследство. И двете стратегии завршија минатата година, до 2022 година. Ниту пак има најава дека се изработува нова стратегија. Што е... Сакате да кажете тоа е лимбо простор сега? Да. Нема стратегија, нема ништо и ова што се случува е пак културното наследство, археолошкото наследство. Немаме ние стратегија.
Нема ова министерство, нема ова влада стратегија што ќе прави, дали ќе го спасуваме Охрид, дали ќе го спасуваме Матејче, дали ќе го промовираме, ќе го спасуваме Курбиново, дали ќе спасуваме нови археолошки локалитети, дали ништо не знаат што прават, не знаат кај терат. Нема стратегија, кога нема стратегија, нема план, нема концепт, не знаат како се работи, не знаат што да работат. Па добре, вие како пратеничка имате шанса еднаш месечно да се соочите со министрите и му велите на соодветниот министер што е со стратегијата? Не, нема одговор. Најчесто Тој нема. не ми е јасен, како нема одговор? И па така нема одговор. Што да каже дека нема стратегија, што да каже? Најчесто ќе ви одговорат дека ќе одговорат писмено и во писмено писмениот одговор нима е ни твое народски кажано. Или ете така, јас стално, тоа ми е еден од омилените одговори што сум ги добила, особено од премиерот Ковачевски, кога го прашав за што се случува со објектот Шар во старата Скупска чаршија, кој што некој го срушил и сега некој гради нов објект. Одговорот беше дека тоа е непознат сторител. Такви има многу непознати сторители. Такви одговори добиваме, писмени. Но што да очекуваме од министерка која што вчера, морам да признам, прилично се изиритирав. Со саксофон. Прво, поводот е тажен, Фелус Мустафов, почина сите големиот точноство, музичар, да. голем музичар. Ја би рекол голем македонски музичар. Голем промотор на македонската музика, на македонската култура. Значи, таа го нарече само ромски, но изведош на ромска музика, ромски музичар, што апсолутно не е ни точно, не е ни коректно. Човекот учествувал, компонирал, свирал огромен број македонски песни, балкански песни, се разбира и ромски. И уште една работа, како е можно министерка за култура да не знае дека музичкиот инструмент, како се вика точно, дека не е саксофон, туку е Саксофон. Не разбирам како е можно такво нешто. Вие сте во културни. Знаете како јас стално кажувам, не се криви тие министри што ги поставуваат, крив е тој што ги поставува. Не може вие да се нафатите да водите еден цел ресор кој што не го познавате. Тоа исто како тоа е една работа. Пред некој ден директорот што не знаеше што е институт за метрологија, се мислам истата ситуација. Имаше кај нас Стојан Ангелов рече дека не знае што е ЦУК пред да стане директор на ЦУК како ви текнува. Да, значи ние имаме во сите ресори скоро министри кои што не знаат зашто се таму. Но се знаат област. Една работа е да не знаете некој ресор, и друг ресор, и трет ресор, бито да не знаете основни работи, како се пишува. Не се обрнува внимание. Никој не ја сваќа сериозна работа. А сериозна е работата и премногу е сериозна. Не обрнуваат внимание едноставно. Но добро, тоа е срам и за нив пратенички. Срамота е, ама исто така е срамота и ви кажувам, да нема стратегија за култура, да нема стратегија за заштита на културно наследство, да нема стратегија ниту една институција како работи и што работи. Да се отварат нови институции, да нема стратегија, зошто се отварат и како се отварат, да нема ништо. Тоа е многу интересно прашање. Значи, си играат играчка, не е ова владење, не е ова водење на држава. Што е Собраниската комисија за култура? Собраниската комисија за култура не функционира веќе подолг временски период. Под кој причини? Тоа не знам, значи председател на таа комисија е Кастриот Реджипи, еден од кои што јас сум член на таа комисија секако. Меѓутоа јас мислам дека повеќе од 1,5 година не сме имале седница. На таа комисија за култура Кастриот Реджипи, инаку е еден од тие кои што сега прочитавте дека ќе дадат предлог нели за уставни измени. Меѓутоа комисија за култура нема закажано, еве добра прилика да кажеме дека 5-та година поред не се објавува програмата, значи одлуката на собрание за програма за одбележување на годишни јубилеи на значајни настани личности, нешто што мораше да помине, значи мора собранието да го објави 5-та година. Не се објавува. Зошто? Не знам, се оформува тело во комисијата, телото работи на одбележување, се праќаат информации до институциите кои што треба повратна информација да пратат за кои значајни настани личности ќе се одбележуваат оваа година. И 5-та година поред не се носи одлука и не се прогласува ништо и собранието не испраќа никаков, не се објавува ништо. Значи некој доживува таа комисија само проформа очигледно. Оваа година е особено важна бидејќи оваа година е 120 годишнина од Илинденското востание и од многу други настани кои што се случиле во 1903 година. Значи да почнеме од тука, да не збориме за
Исто така, исклучително голем број на важни настани кои што се случаја, мислам, кои што треба да се одбележат оваа година. На 120 години Илинденско востание. И сега јас ќе направам една паралела за 2003 година, повторно СДСМ се на власт. Така беше. Значи, јас ја видов таа одлука во службен весник, каде што се значи 100 години од македонската борба за државност и самостојност. Со тие зборови е прогласена таа одлука, каде што се наведени сите јубилеи, и смртта на Гоце, и Илинденско востание, значи се она што се опфаќа 100 години. Знаете каква прослава беше цела таа година? Еве сега, 10 години, 20 години подоцна, исто СДСМ е на власт, ние немаме ниту одлука во собрание. А да не зборувам дека во програмата, во годишната програма за оваа година во култура, немаше ниту еден проект за одбележување на било кој од овие важни јубилеи. Не се случи ништо, ниту на 4 февруари, ниту на 4 мај. Не се случи ништо организирано од државата. Што државата? Институтот за зборам за државата, зборам за државата. Сам, никаква организација, ниту една институција од областта на културата не посвети концерт, представа, драма, било каква представа, а ние имаме македонска опера која што се вика Гоце. Да, тоа е првата македонска опера, така беше. Македонска опера која што се вика Гоце, значи ниту една од културните институции не одбележа ништо од овој еден од најголемите, најважните јубилеи. Прашање сега дали ќе смее оваа влада? И сега, па тоа е, затоа ве кажуваме, затоа преска зборовме, зашто Бујар Османи така може да го коригира, него не го боли. Но зошто не реагира Ковачевски, зошто не реагира министерката за култура? Се дали смее зошто да како реагира? министер за култура не дојде и не се побуни во собрание да каже зошто нема уште, значи зошто една реченица нема напишана за јубилеите и годишниците. Добро, но искрено да бидам, ние овдека често пати ги констатираме проблемите што произлегуваат од можеби недоразнатоста на оваа влада за функцијата за која што треба да ја објавува, за системот кој што треба да го одржува. Меѓутоа, најголем дел гледачите ќе речат добро, но кое е вашето решение? Што има ВМРО како... Значи, како... Ние прво и основно... Не зборуваме што се направиле порано. Не, што мислам, сега? тоа е нешто за што година дена, за 2 или 3 се едно. Ке се вратам на немањето стратегија. Значи, тоа е основниот проблем, основната грешка е што нема никаква стратегија и таа стратегија што беше 2018-2022 ја правеше Роберт Алагјозовски, од кој што 70-80% од тој текст е критика за владењето на ВМРО и за 11 години Скопје 2014 сите тие Тоа стратегија стоеше. Тоа беше критиката што стоеше во стратегијата, да, како образложение зашто нова стратегија. Меѓутоа, ако видите вака, ако се вратиме сега наназад, ние 11 години владење на ВМРО, сега особено од оваа перспектива денешна кога гледаме што се случува, значи ВМРО сепак имало некаква стратегија. Тоа стратегија дали беше антиквизација, сега на тоа никому се допаѓа, никому не му се допаѓа и јас имам забелешки, значи сите имаме некакви забелешки, но генерално кога гледаме стратегијата беше имено за јакнување на македонскиот национален идентитет. Дали тоа е преку антиквизација, дали тоа е преку Илинденско востание, дали, значи ние си имаме свои историски моменти за кои што си го врзуваме нашиот македонски идентитет. Тие историски моменти за време на ВМРО-ДПМН, значи со стратегијата таа беа истакнувани, беа водени. Повторно ќе кажам, имаше грешки, меѓутоа кој работи греши. Гледаме овие ништо не работат, па повторно грешат, ама ете саксофон. Но имало стратегија и имало визија што треба и како треба да одиме. Значи ние сега во овие 6 години, 7 веќе година како влада е СДСМ и ДУИ, немаме никаква стратегија и никаква визија. И сето тоа се рефлектира, почнувајќи, јас секогаш кажувам, културата е многу добро огледало на општеството. Ако гледате што се еве сега, значи народот сака култура. Многу сака култура. Народот сака настани, сака еве сега баш во текст со мајски оперски вечери. Немаше карта да се најде. Немаше карта да се најде, меѓутоа функцијата на институциите да ја промовираат национална, да ја зајакнуваат националната култура, а со тоа и националниот и етничкиот идентитет и се изгуби во ова владење, зошто бидејќи нема стратегија. Не знаат што да прават. Значи, и сега имате подобри директори или по-недобри директори, кој како се снајде. Значи тоа зависи исклучиво од индивидуалната иницијатива на некој од нив. Апсолутно се оставени институциите сами на себе. Сега, ако имате стратегија, а ВМРО-ДПМН има стратегија,
каде треба да се движи културата, кои се основните точки, значи постулати на културата. Ако имате стратегија дека ние културното наследство треба да ни биде основа и во туризам, и во одржлив развој, одржлив економски развој зборам, и во промоција, и во нови вработувања. Значи ние можеме да понудиме многу, еве сега зборавме колку археолошки локалитети, значи колку материјално и нематеријално културно наследство имаме ние. Ако тоа го ставите во функција на стратегија, тоа е едниот столб. Ако ви е другиот столб, например, современата култура, значи културните институции, музика, драма, ликовна, визуелни уметности, тоа е вториот столб, каде што ние треба да го истакнеме, она што сега ние имаме фантастични уметници, ние имаме прекрасни уметници. И морате, значи, да направите стратегија за меѓународна културна дипломатија. Бидејќи ние мора да покажеме на светот кои сме и што сме, не смееме да оваа влада како да не крие, како да не сака да се пофали во светот што имаме и како имаме. Тоа сега да ве прашам, дали е можно дека владата намерно не сака да носи стратегии за да не мора да организира настани во чест на Гоце, на Крстен Исирков? Така личи, значи ние наместо да си го зајакнуваме, да си ја покажеме културата, да се гордееме, да ја промовираме и да им ја всадуваме таа култура на децата од најмали нозе, ние оваа влада што прави? Ниту има стратегија, со образование видовме што се случи. Значи таму многу поважно беше да се стави нели инклузивно образование на трансродови и сето тоа, отколку да се стави Гоце Делчев или Невско Бастание. Значи во сите сектори, во сите сегменти на општеството оваа влада сака да како да се не да се срами, сака намерно да го скрие македонското наследство. Значи тука не зборам само за културно наследство, зборам општо македонско наследство. Пред некој ден ја отвори веб страницата на Танец. Имаат нова веб страница и кога ќе видите, значи буквите не се гледаат. Како мислите? И па така е графиката ставена, значи во позадина има дел од носија, приубав. Значи ние имаме навистина убава носија, но кога ќе отворите на пример за Танец, буквите се бледи и не се чита. Вие не можете да го прочитате историјата на Танец. Значи да тргнеме од само тој еден пример. Наместо ние да се фалиме со историјата на Танец, некој ќе го отвори, не е фала Богу ние на англиски преведен, значи не може ни да прочита ништо за Танец. Јас ќе се обидам сега веднаш. Отворете да видите значи Танец и да видите колку не може, значи не се гледа буквите не се читаат. Не се читаат букви. Национална установа Самбал, да. Нема, значи се кријат едноставно. Еве јас очекував навистина на 4 мај бев на гробот на Гоце, значи бев во Свети Спас како дел од делегација за полагање на цвеќе и се. Очекував да ја видам министерката таму. Меѓутоа не ја видов. Не беше. Значи немаше никако. Може би дошла претходно. Како да ви кажам, порано па имаше, знаеше да се организира едно хорче да отпее, па имаше една манифестација која се сеќавате Гоцеви денови, кој што во текот на целата година имаше некакви настани. Сега сето тоа е замрено. Значи ама еве отворете програмата да видите се одбиваат книги за Гоце. Се одбиваат книги за Гоце, се одбиваат книги. Сега пред некој ден прочитав на Марко Китевски, му се одбила книгата каде што е како некој зборник на револуционерни песни од илинденскиот период. Значи еден проект, нема. Нема финансиран за дека ова е свесно и намерно. Ова е историски моментум. Тоа им е стратегијата. Значи нема стратегија за развој на културата, нема стратегија за ништање на македонството. Тоа сега да кажам, овој историски момент ќе остане како практично како лимбо време во кое што државата одбивала да ја поддржи културата на собствената нација. Да. Одбивала да поддржи историјата на собствената нација. Навистина е феноменално. Да. Иако за волја на вистината, еве ми пиша, верувам дека нема снети кога веќе напишал поетот и писател Зоран Бејковски дека со драмскиот ораториум Баниц 1903, стратегот на македонскиот универзум и документарниот филм Македонија во слики беше одбележена 120 годишната смртта на Гоце Делчев во Битола. Тоа се направи во Битола, тоа беше одличен настан, но поздрав до Зоран Бејковски, да. Повторно ќе кажам дека тој настан повторно беше организиран, сега не беше партиски организиран, меѓутоа кога ќе видите кој го организираше, повторно ќе видите дека тоа го направила на некој начин повторно ВМРО ДПМН.
Со актерски игри на Роберт Вилјановски, на Рубен Сморатовски и И така. тоа е без со нула поддршка од страна на Министерството за култура. Значи нула поддршка, никој нема никаква поддршка за тоа што го прави. Но се плашите ли, бидејќи вие сте во таа, особено во културата, и исклучително ангажирана, и исклучително ви е дојдено, за среќа на некој му е дојдено, се плашите ли дека ова изгубено време на грешки и на погрешни проценки, на неработење, на неактивност, ќе премногу ќе направи штета, за да може потоа да се исправи Ќе таа може штета. да ги исправите работите кога ќе дојдете во можност, тоа е прашањето. Штетата е направена во институциите. Тука е направена голема штета, бидејќи, како и во сите други ресори во државата, се донесени луѓе кои што не се компетентни, тие што се компетентни се преместени на други работни места, на пониски работни, на несоодветни работни места, ама тоа секаде се случува во сите сектори. Сега во културата исто се случи тоа, ќе треба време да се направи таа нели една реорганизација на меритократија, да се стави секој таму каде што знае што работи и како работи и зашто работи. Но ако мислите на тоа дали оваа штета ќе направи, дали овој период ќе направи штета врз културата како творештво и во она како култура, како тоа што ние го чувствуваме како македонство. Току тоа мисли да го пашам. Зар не ги убива тоа и уметниците Напротив, јас ова го кажав пред 4 години кога кажав дека заевизмот ќе го зајакне македонизмот. Точно, напротив, се случи еден обратен ефект, па ние пред некој ден видовме матурантите како ги веја знамињата. Двајца кои нашите колеги ги означуваат тоа како опасен селјачизам, добро. Тоа е нивни проблем, јас само гледам дека напротив се засили многу чувството на припадност на Македонија, на македонците, Тука, на македонството. Тука и наетот на некој начин. Па и наетот и едноставно она што ние антрополозите го велиме дека секогаш кога е нешто загрозено, тогаш најмногу се чува. Природна состојба тоа е е тоа, природна да. состојба, бидејќи нам тоа не е нешто што не врзува, значи тоа е дел од нашата колективна меморија, од нашиот колективен идентитет. Знам, но патенички феноменот е во нешто друго, обично загрозувањето секогаш доаѓа од надвор. Мене сега ние имаме еден многу Ние имаме интересен внатре феномен тоа. што не се случи тоа од внатре, да. И тоа од внатре не знаеш дали од едните или од другите да се браниш. Интересен момент беше денојуве најавата на Охридскиот суд дека ќе се одржи судење на адвокатот Тони Менкиновски, кој што утре ќе биде гостин во нашава емисија. Да, заради знамето. Истакнување на знамето од Кутлеш, сонцето од Кутлеш на 27 април во знак на поддршка на уставобранителите. И тоа е една драматична ситуација кога вечерта полицајци и модели на десетина луѓе учесници во тој настан по дома ги барале, ги викале на испитување во полиција по налог на Оливер Спасовски, мивајте на мисиот за вночни работи. И сега по поднесена пријава од СВР Охрид ќе има судење во текот на јуни, ќе кажеме утре кога точно ќе се случи судењето, но она што се виде на социјалните мрежи денови од како беше објавена оваа вест за судењето на Менкиновски, според мене апсолутно неочекувано. Илјадници луѓе, дури луѓе кои што не го почитувале претходно знамето сонцето од Кутлеш, морам да признам јавно да кажам дека јас сум еден од тие кои што секогаш примат му давам на македонското државно знаме, нели? Но сега има една би рекол општ бунт против власта заради тоа што очигледно инсистира да се поништи овој символ на македонците. Сега мораме да признаеме дека тоа е етнички символ на македонците. Ние во моментов оваа власт, дуи СДСМ, 6 години работи на случајот да се намали чувството на припадност, гордоста македонска, се оно што не прави нас еден народ, на нација. Но ефектот е обрат. Апсолутно обратен е ефектот. Сега, кога зборуваме за, значи, си има закон за символи, за знаме, за грб, како се користи, што се користи, каде треба да биде поставено, што треба да биде поставено. Ние во моментов имаме, ја одим, значи, почната акцијата, иницијативи, иницијативи за Скопје, нели две, ВМРО ДПМН има сега два паралелни процеси, едното е иницијативи за Скопје, кое што се однесува само на Скопје, а другото е акцијата Ова е Македонија за сите, каде што се посетуваат сите населени места. И сега што се случува? Одиме во едно село кое што е блиско до Скопје, каде што не пречекува албанско знаме и каде што немате една буква од кирилицата, не можете да видите.
Ќе реагира некој за тоа? Не. На влезот во Дебар има табла само на албански јазик, нема на македонски јазик. Сега тука полека доаѓаме до она што ви го спомнав, дека во процедура е влезен законот за употреба на македонскиот јазик. Тука ќе биде многу интересно сега, бидејќи од едната страна го имаме законот за јазиците и ова кога кажам, зашто кажам го споредувам, бидејќи слично е, значи ние си имаме и таков закон за знаме и сите символи, и се знае, и треба да се почитува, меѓутоа не се почитува. Сега ќе еве процедурата веќе влезена во собраниска процедура овој закон, таму е наведено во законот дека македонскиот јазик е единствен официјален службен јазик, прв во државата. Сега ги знаеме сите дефинирање во законските одредби, но она што е важно е дека меѓу другото пишува и дека сите надписи, значи на топоними, географски фирми, на се мора прво да биде на македонски јазик, па дури и во општините каде што мнозинството овој закон владата, значи ова е преку од Министерство за култура доаѓа, дури и во општините каде што има 20%, нели, повеќе од 20% припадници на друга етничка заедница, дека да, ќе стои и тој јазик, меѓутоа македонскиот јазик ќе биде прв и мора да биде со иста големина, значи вториот, другиот јазик мора да биде со иста големина и исти фонт и исти букви како и македонскиот јазик. И тоа е добро, така треба да стои во закон. Ама и до сега така стоеше во закон. До сега така стоеше, никој тоа не го почитува. Сега ние имавме една дебата со министерката и таа ме убедува дека ќе се почитува, дека ќе се оформи инспекторат за македонски јазик. Многу интересно што инспекторатот, например, за македонски јазик ќе биде при Министерството за култура, а инспекторатот за имплементација на законот за употреба на јазиците е при Министерство за правда. Зошто е така, не знаеме, но тоа не е во ред. Значи и ова е закон за јазици, и ова е закон за македонски јазик, треба да биде исти. Моето прашање цело време и ќе го поставувам тоа прашање, ние ќе имаме амандмани. Кој закон ќе биде одлучувачки? Дали законот за јазиците или законот за македонски јазик? Еве сега ќе се најдеме во ситуација, например, во Дебар, така? Таблата е само на значи нема на кирилица, само на латиница, само на албански, кај дојдат двајцата инспектори, еден од инспекторат за македонски јазик, еден од инспекторат за законот за јазиците и кој ќе биде во право? Ова е сериозна дилема. Да, кој ќе биде во право? Бидејќи и до сега исто пишува во законот за досегашниот закон за употреба на македонскиот јазик кој што не се имплементира и кој што не се употребува воопшто откако е донесен законот за јазиците. Тоа ќе бидат многу интересни ситуации. Значи јас се насмеав, меѓутоа не е за смеење. Ако инспекторите за македонски јазик вистина си ја вршат работата и ако тргнат во Западна Македонија, буџетот ќе се напуни со пари. Затоа што овој закон предлага повисоки казни, навистина повисоки казни, што е добро, да, за непочитување многу повисоки казни. Не само во Западна Македонија, во Скопје имате вие, не само со да речем на албански јазик или на не знам турски, ромски, имате на англиски јазик, многу фирми се испишани. Тоа е башка, тоа е посебен проблем со фирмите, дека и тие мора да бидат испишани на македонски јазик, значи не може ние да одиме во сред Скопје или во градски трговски центар да не можеш една кирилица да видиш, тоа е исто страшно, меѓутоа тие се ќе има амандмани, ние сигурно ќе дадеме амандмани и ќе се бориме да бидат прифатени амандманите, но политички ако гледам јас не знам ова како ќе се изигра и како ќе се спроведе тој закон. Кога еве ви кажам, значи во многу блиску до центарот на градот, во населено место, нас не пречека албанско знаме и ниту еден надпис на македонски, дури и знакот што беше за населеното место беше на латиница, на албански. Многу места низ Македонија имате каде што воопшто нема на македонски јазик, само на албански јазик. Зборам за имиња на села. Силата, да, и целата оваа стратегија и целото ова неимплементирање на досегашните постоечки закони, а не пак новите што се предлагаат, доаѓа до ситуација дека македонците се повеќе и повеќе, значи ние треба да се бориме за своите права од нула да почнеме сега. Како во химната. Како во химната, да. Ако не ја сминати химната. А нешто имаше еден таков разговор, наслушнав дека наводно ќе се менувала и химната. Подруг, како два пати не се пееше првата строфа, нели? Да. Иако приметувате исто е многу интересно, дека на сите настани државни, химната се повеќе само се инструментално се интонира, веќе не се пее.
Да не се каже Гоце, да не се спомене да не Гоце. се каже Гоце, за да не се спомнат сите тие што значи дека стратегијата на ова Министерство за култура, бидејќи сите овие случаи се под Министерство за култура, стратегијата е да се да се намали видливоста на македонската култура, да се уништи македонската култура, да Некогаш имаме подземна република, сега имаме подземна стратегија. Ова личи на подземна стратегија, за да децата не можат во учебниците да видат да прочитаат за Гоце, да не можеме да си ги заштитиме. Целата. Но јас верувам дека, како што кажавме, значи, одинат ако треба, но нема да дојде до тоа, секогаш може се да се среди, се да се поправи. ВМРО да помене има значи одлична стратегија за култура, која што навистина има вака едни 3 или 4 столба кои што ќе бидат потенцирани и на тој начин ние мораме да ја спромовираме нашата култура во светот, да го промовираме нашето културно наследство, да испромовираме ние дека, значи, постојано, не знам, јас ги следам и овие што се археолошките дневници, постојано се открива некој археолошки локалитет. Например, пред неколку дена бевме во Говрлево. Жално е што нашата држава не е одбележана, значи нема знак каде е Говрлево, а верувајте, тоа е населба која што е, значи, 8 милениуми. 8000 години. 8000 години наназад, ако се вратиме. И сега тоа значи дека Скопска котлина конкретно е 8000 години во континуитет населен. И се тоа на многу луѓе нема да им се допадне, особено на нашите соседи. Да, но тоа е така. И Но тоа е источни, така, и нема да им се допадне затоа што ако ние во континуитет сме имале населена цивилизација, значи ова се траги од цивилизација, ние не избориме населба пештарска, него цивилизација Апсолутно гледаме. еквивалент на оно што го Збориме имало за на македонци дека биле Не, тие. еквивалент на збориме оно дека што го тука имало во 8000 Сирија, години. не знам, на Блискиот Исток, во Египет и имало така. 8000 години цивилизација, дека таа цивилизација се градела и дека не се тука, ни дошле, не знам, никој не насадил нас тука или не земал па не те однел некаде на Од друго место, од Карпатите не со донел. цевче по Значи, Дунав. тоа е современата антропологија и културна и медицинска, значи секаква ќе ви каже дека да, тоа е население во континуитет. Значи ние не сме, можеби истите што нормално дека не сме, но дека има траги. Апсолутно е, тоа е чист факт. Полека доаѓаме до климаксот на не до климаксот, веќе доаѓаме до крајот на емисијата. Морам да прашам, малку да се расположи барем за секунда, му честитавте на првиот меѓу еднаквите, денеска синот му беше избран за обвинител. Не е тука првиот меѓу еднаквите на службено патување. Ја води црковна делегација. Да, во Рим. Во Рим, така. Добро, јас имам последно прашање за вечер, вие има уште толку многу теми со вас да се разговараат пратенички. Коментар околу она што се случува со филхармонијата и со джез оркестарот. Многумина и мене ме прашува, дури не велија зошто направите една емисија на темата, не сме веројатно доволно подготвени за тоа. Меѓутоа вака накратко, во филхармонија, во новата зграда на филхармонијата, со наредба, со указ, како да е на Министерството, некој со одлука на Министерството треба да се всели, или веќе е вселено, не знам, джез оркестарот кој што постои, не знам колку, една година или така нешто. Очигледно Не, сега се оформи брзо и джез оркестар. или неколку месеци во ред, затоа реков дека не сум баш на нивото на Вие сте злачкот, меѓутоа музиколог, значи добро ја познавате. морам да прашам, многумина не ја сваќаат проблематиката. Велат, едни велат, па добро што, нека седат во иста зграда, голема работа. Ако има место за едни, може би има и за други. Меѓутоа гледам дека на луѓето од филхармонијата тоа не им се допаѓа. Мојот коментар на ова е повторно пак се враќам на немањето на стратегија. Значи, виновникот во оваа приказна е Министерството за култура, никој друг. Мене ми е навистина жал што колеги, прекрасни музичари, кои што до пред неколку недели заедно музицирале, сега дојдоа во состојба на конфликт, бидејќи нормално секој си го гледа своето и секој сака за себе повеќе. Исто така страшно е поделбата во јавноста, значи гледам некои па и неубави коментари, па некој дава поддршка, па некој ја коментира поддршката, па мислам тоа веќе повторно се прави раздор внатре во општеството, ама тоа гледате пак е стратешки од владата, односно од Министерството за култура. Прво и основно не може да се оформи институција без да се
процени без да се направи, значи како за секој проект вие куќа кога правите, па правите така пресметки, па ова, па она, па има, па нема. Значи мора физибилити студија да се направи. Ама претенички они сакаат милиарда и 500 Ама, да направат тие ја пак вода без државата како во некој джез цртан оркестар. филм, искрено да ви кажеме, вода државата. Значи ова буквално пред Сабајлева читав на Александар Јусјаков последната колумна, значи баш е цртан филм. Монти Пајтон, повеќе Монти Пајтон. Монти Пајтон во анимирана верзија, веќе, значи навистина не знам што да кажам. Не може се што ќе ви текне и се што ќе се замисли вие да го, треба джез оркестар. Ај ќе отвориме еден джез оркестар. Добро, некој ќе рече зошто да нема джез оркестар. Меѓутоа не дека зошто да нема. Апсолутно треба да има джез оркестар. Ние имаме многу стара джез традиција. Значи ние имаме музичари, джезари, основајќи од Шпато, се кавате Скопскиот фестивал, значи вистина една убава джез традиција има во Македонија. Но кој му текне и зошто да ги... Точно дека джез музиката е помалку важна од сериозната, од класичната музика. Значи тоа се жанровски различни оркестри со различна публика, некојаш е многу слична, значи иста публика, меѓутоа жанровски различна. И сега што е прво работата е што Министерството за култура не направи физибилити студија, значи вие отварате институција. Не една, 5 институции се отварат. Го разговаравме пред емисијата тоа. И за ниту една институција не е направена физибилити студија. Значи треба физибилити, треба да видите имате ли простор, имате ли техничка опременост, премност, администрација. Значи тоа е исто техничко административен дел во секоја културна институција која што го движи институцијата. Немате ако немате техничко административен персонал, како ќе Па тоа е да земеме пример, тој како ние двајца сега да водиме емисија без камермани, без значи имате ли кадар, еве сега ќе се отвора музички ансамбл во Тетова. Никој не знае ни што ќе биде, ни каде ќе биде, ни дали имате вие кадар за тој ансамбл. Четврто, имате ли буџет да го платите? Значи во моментов Министерството за култура, самата министерка признава дека буџетот е многу скратен. И каде се крати на програмски средства, бидејќи колективниот договор налага дека мора платите да бидат исплатени. За да се исплатат платите кои што се покачуваат со покачувањето на минималната плата, мора да се скрати на програмски средства. И сега при кратење на програмски средства се отвараат 5 нови институции. Нема никаква логика. Па нема логика. Нема логика и мислам дека министерката самата не знае да направи разлика помеѓу салата на филхармонија и институцијата филхармонија. Бидејќи салата, филхармонија, па гледаме има некои колумни пишувале, некои коментари, па се издавала салата на ова, на она, не, салата е едно. Филхармонија како институција со цела зграда, со сите вработени е друго. Салата може да се дели, никој не прави проблем за салата да се дели. Меѓутоа кога да ставате две институции во една, правите дополнителен конфликт. Некаков љубител на министерката очигледно кој што сега музицира од порталите на Џабир Дерала вели што е проблемот, па и во Франција неколку оркестри работат заедно и во не знам кои други земји. Франција ми остана на памет. Може да имаат услови за таква работа. Значи, секоја сала си е проектирана, оваа сала во филхармонија е проектирана за тој оркестар, со толку луѓе, со толку вработени, со толку концерти, значи, со толку проби. А джез оркестар само треба да влезе со своја администрација, Вие може со да свој направите, помошен не знам, персонал. ако имате некоја голема сала од типот еве сега на Лисински во Загреб, значи каде што има многу повеќе, па таму да, можеби таму може да функционира. Но кај нас така не може. Ние немаме таква сала, ние немаме толкава сала сега, да беше универзална сала готова, спремена, средена, како што чекаме дека колку години поред и рече министерката нели самата дека ќе го превземе од градот Скопје, дека ќе ја превземе од универзална сала и заврши се тука, никој ништо не знае што се случува. Меѓутоа ние, значи треба да се знае што те очекува кога отвараш нова институција. На крајот ќе излезе дека ВМРО ДБН е криво што во Скопје 2014 година не направила посебна сала за джез оркестар. Не, повторно е тука. Гледам многу приписки околу тоа која сала требало да се користи. Да, некој вела Дом на Арама, зашто не го користат или не? Дом на Арама не е добра сала, таа нема добра акустика, значи затоа и филхармонија со години таму имаше проблеми. Таа сала не е, таа е сала правена Дом на Арама како дом на култура за приредби повеќе, не е концертна сала. За војнички концертна сала се бара специфична акустика, посебна акустика и затоа оваа сала во филхармониската зграда, филхармониската сала е навистина совршено направена и ние можеме да се пофалиме дека имаме една од најдобрите сали во регионот, да. Дека е феноменално. И сега никој не вика, значи никој не направи проблем за салата, ама повторно кажам, сала е едно, тоа е просторот, институција е друго.
И не можат два оркестри да делат една институција. Особено ако едниот оркестар претендира да расте, како што треба да расте джез оркестарот. И сега тука да беше паметна министерката, па да се замешаше малце во македонска радиотелевизија, ама тоа е една многу голема пандурина кутија која што ако се отвори, многу е долга приказната. И таму на времето си постоеше танцов ревијален оркестар, си постоеше голем народен оркестар, си постоеше оркестар чалгиски, си постоеше голем хор, кој што снимаше, имаше продукција и таму имаше 2 студија, прекрасни, М1 и М2 студии, каде што се снимаше, каде што имаше концерти, каде што имаше се. Значи тоа беше идеалното решение и тоа решение сите го кажуваат како едно од најдобрите решенија. Морам да забележам, ако беше паметна министерката е многу паметна, мора да заклучиме на крајот дека е многу паметна, да е жива и здрава. На крајот уште едно прашање. Кога ќе профункционира албанскиот ансамбл во Тетово, каде што се предвидени низа активности, меѓу другото, веројатно и опера, балет, такви работи. Не знаеме се уште точно. Не, ништо не се знае. Да, дали ќе се врати името на македонската опера и балет, кој што сега е национална опера и балет, затоа што едно од оправдувањата на власта беше дека таму има и албанци, турци, роми, не знам, и срби, власи, бошници, така натаму. Кога се направи албанска, веројатно некаква институција, дали ќе може да се тоа тешко прашање, реторичко е повеќе. Не, затоа што на танец името му го сменија, ама кога се отвори ансамблот за албански игри и песни, не се врати назад името на танец. Ако гледате сега е ансамбл за народни игри и песни на Северна Македонија танец. Не е на македонски? Не. Значи не било тоа работата? Не. Значи власти за тоа не излажала дека всушност... За многу работи не лажат. Да, и за многу работи не лажат и значи културата во моментов рековме нема стратегија, нема ништо, има страшни проблеми, има постојано штрајкови. Јас тоа сакам да го спомнам баш и заплатите, значи што се штрајкува и што министерство нешто ветува, не ветува. Станува збор за многу малку луѓе, ова ми е буквално молба од луѓето да го кажам, значи да го гласно да го кажам, бидејќи штрајкува, дека Министерството за култура, администрацијата во Министерството за култура, Управа за заштита на културно наследство и Агенција за филм во моментов прима плати кои што се многу поблиски до минималната отколку до просечната плата. До тој степен се паднати, а верувајте, тие службеници обслужуваат цела култура во цела држава. И министерката не реагира на тоа, им ветува нешто, ќе има покачување, ќе нема, меѓутоа тоа нема ниту законско, ниту трајно решение, ништо. Луѓето се многу поблиски до минимална плата, а таму имате стручен кадар, значи особено во управата работат луѓе кои што се магистри, кои што се докторни на науки, што се стручни лица, археолози од различни области. Помала, значи поблиску се до минималната отколку до просечната. Но министерката се зема плата над 120, 30, 41. Министерката едноставно ветува нешто и цело време нешто ветува и цело време гледа која има стратегијата, значи цело време се правдаат за нешто, меѓутоа не ги решаваат проблемите, а создаваат проблеми. При тоа проблеми се создаваат. И ако збориме за култура, видите колку проблеми ние набројавме кои што само во изминатава една година се создадени, а не се решени. И цела влада е една таква еден проблем кој што никој да не се реши. Зборуваме за култура, а прилично не умори и не изиритира, морам да признам мене состојбата што ја презентиравте. Се надеваме дека ќе дојдете во можност и ги решите проблемите. Може да се среди со вистинска стратегија, со вистинска програма, со визија каде треба да се оди, што треба да се прави. Ние немаме, значи, мислам дека претходниот пат кога бев во вашата емисија тоа го зборевме баш околу програмата за култура. Ние немаме финансирање на национални дела. Немаме. Јас себе неколку пати сум сакала да ја прашам министерката да ми каже едно капитално дело од типот на Вечната куќа. Представат. Капитално дело. Или Лидија од Македонија. Па ако земете и археолошки наоѓалишта, не знам дали се копа воопшто. Се копа, ама подобро да не се копа, затоа што тоа што се копа, однимање средства, однимање пари се остава, не се конзервира, тоа е страшно. Инаку се наоѓаат постојано се наоѓаат нови. Не сакам да кажам во сите области, а филм не сеќавам дека некој филм е направен. Само скандали имаме. Еве сега последниот скандал нели Милчо Манчевски па се тужи, па не знам што прават, па овој крадел, па оној крадел, па кривично доби некоја за. А немаме, еве да речеме да излезе Министерство за култура со став. Нема, значи не знам јас, па и новинарите да ви кажам, ги штитат, никој не ја прашува.
Па јас мислам дека во време на ВМРО ДПМН тоа се што ќе се направеше за култура, па тоа требаше да се правда, да се објаснува. Сега сите овие глупости што се прават, никако ја штедат ли министерката или министерство, никој не прашува. Може би неќе да си губат време, ние потрошиме премногу време. Пратенички, Велика Стојкова Серафимова, благодариме за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Да. 6 минути до полноќ, морам да признам, убаво истеравме. Голем ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, верувам дека останавте задоволни од наша вечерашна приказна. Утре во 15 часот е репризното издание, а утре вечер во 22:30 повторно ќе ви се јавиме јас и Горан Момировски. Имајте пријатна ноќ.